сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Јас сум Владимир Карапетровски, живеам убав живот со Марија. Имаме 3 деца, Љубе, Дамјан и Јована. Очекуваме уште едно девојче. Јас сум Марија Карапетровска од Скопје. Во брак сум со Владимир скоро 8 години. Имаме 3 дечиња. Љубе, Дамјан и Јована. Љубе има 7 години, Дамјан 4, Јована годинка и 2 месеца. И очекуваме четврто, се надеваме дека ќе биде женско. Време е за бебе. Со Владимир се запознавме пред 8 години во населбата Ново Лисиче кај што живеев. Имаше буреджилница во која што пазаре, во која што купувавме јас и мајка ми и сестра ми. Првиот момент кога ја видов, така ми беше интересна како да сме некои сродни души, да кажам. И многу често доаѓаше и така се дружевме. Многу често пиеме кафе. Ми одеше муабетот со него. Интересен ми беше така, секогаш насмеан, расположен и како мислам и како продавач и како дечко и како не знам како да кажам. Ептен ни одеше муабетот и после тоа јас се решив да поверам Марија за жена, уште на првото излегување. Бевме многу кратко во врска, скоро немаше ни недела дена, 5 дена. И како што излеговме, ме побара за жена. И така бидна се што бидна. Па 3 месеци се крчкаше тоа во мене. Значи, предпоставам и во Марија, пошто доаѓаше некогаш кога и не сум тамо, па ја прашуваше сестра ми кога ќе дојдам и како ќе дојдам. Па до душа истото го правев и јас. Значи, кога ќе дојде прво во дуќа, ја прашува сестра ми, беше Марија или не беше? И како што поминуваше времето, така све повеќе се доближувавме еден до друг. Да, скоро секој ден одев и кога треба да купам и кога не, поминував од кај дуќанот со сестра ми, со мајка ми, со другарки, со така. Си седевме, пиевме кафе, така, излагавме, тука седевме, сладолед, кафе. Уште на првото излегување со Марија во вистинска роза ја побарав за да ми биде жена, на што таа се согласи, пошто предпоставував дека има силна хемија меѓу нас двајцата. Се напивме под пијачка, така се поразговаравме и одеднаш ми клекна на колена, сакаш да ми видиш, ќе ми видиш ли жена? И јас да, и така. Значи имам 3 прекрасни деца, на кои сум многу горд на децата и на мојата сопруга што ми подари 3 прекрасни деца. Веќе четвртото дете е на пат, така да ќе бидам исто многу горд татко на 4 деца, бидејќи, како да кажам, децата се многу големо богатство, значи на секој човек што може да му се случи во животот. Многу на брзина се одлучив, мислев дека можеби, не мислев, него си бев сигурна дека сум заљубена во него, дека сакам да бидам со него.
Малку си подразмислував дека може брзам за многу кратко време, ама така срцето си ме тераше, си бев заљубена во него, како ми се допаѓаше во све и мислам дека не направив погрешен чекор, дека си се одлучив на како што треба, како што сакам. Време е за бебе. И најважно е дека со љубов се создадени децата. Значи, почнувајќи од најголемиот од Љубе, значи, тој има веќе 7 години ќе напуни во мај. Дамјан е вториот, он е на 13 мај роден. Значи, тоест сите ние тројца машки сме во мај. Третата, Јована, она направи годинка, значи многу мала разлика ќе бидат со сестри што ќе се роди. Непун месец ќе бидат, непуна година, тоест разлика ќе бидат. Со првото детенце, значи не знаев што како се случува, не имам искуство, додека за другите веќе знаев што и како. Не се плашев, си бев среќна дека ќе си имам бебенце, дека ќе си имаме нов член, нов живот во фамилијата, во семејството. Прво за мене искуство такво. Чувството кога ќе станеш мајка е многу убаво. Кога ќе го видиш дошло на свет 3 кила месо детенце, среќа, убаво, плачот на детето кога ќе го слушнеш. Многу убаво чувство. Што не може да го осетат, само мајка може да осети такво нешто, мислам. Само многу убаво. Како да кажам, како се осеќав. Дури од среќа кога се породив, кога го видов бебето, солзи ми се појавија во очите. Од радост, од среќа, од... Да, на Љубе многу убаво се сеќавам. Сопругата беше скоро 9 месец бремена и имаше дојден еден пријател од Австралија кој е страствен риболовец, како мене, и се договоривме да одиме на риболов негде во Демиркапија. А сопругава не се знаеше више денот кога треба да се породи. И значи бевме тамо, само што стигнавме са бајлето, звони телефонот, вика сопругава, враќај се назад, имам болки. Така одма сопругот веќе беше во болницата, ме чекаше да се породам. Одма јас му се јавив, му кажав дека сум му родила син. 3 кила и 400, колку беше 51 сантим синот роден. Многу беше среќен. Ми зазвоне телефонот са бајлето негде околу 4 часот са бајле и сопругата ми кажа дека ми родила син. Јас бев, значи, пресреќен, многу полн со емоции. Не може да се опише, мислам, тоа чувство. И ги разбудив сите блиски роднини, им се јавив да им кажам. И со мајка ми отидовме да ги изненадиме баба ми и дедо ми во Ново Лисиче и сестрина Марија. Ги фативме така малце неспремни, спија. Кога им кажавме, почна и они да рипаат од радост. Наплив на многу убави моменти, емоции, што ќе се сеќавам цел живот, значи многу убави моменти. Љубе, дана свекор ми е крстен. Свекор ми е починат пред 12 години скоро, така отприлика е можеби горе-доле. Го крстивме, си сакавме да се вика на свекорот и го крстивме на него Љубе. Љубе е многу интелигентно, темпераментно, паметно дете, како мало беше. Може како мало беше така повлечен, како растеше така малце и бесен, темпераментен, интелигентен, доста паметен. Помалку кога беше многу поврзан со мене, со сопругот. Каде одевме, го носевме и него. До пред некои 5 години, сега 6, во мајке полни 7, малку се опушта како почна во школо. Иначе, каде и да одам, плаче мамо по мама, со тато, сега веќе е друго, си игра со братчето.
Добро му е во школа, супер, одлично си има другарчиња, оди во дневен престој после училиштето, да си напише домашна, заангажиран си е за во школа, наставничката му е супер, одлично, но иде во школа, сака, значи, бистер е, брзо сваќа, сака да учи, сака одма да напише домашна, се заангажирува за тоа, значи, го има сватено сериозно школото, не е како идам у школу, тоа ми е важно, друго, ќе дојде ќе си напише домашна, сега како што оди во дневен, веќе 2 недели, 3, таму си пишува, си игра со дечињата. Време е за бебе. Со првото детенце малку бев по стегната како мајка, ми е страв како да го пресоблечам, како да го наранам, да го прошетам, да не падне, да не ми направи некоја белја, да не го приметам. Многу посо не го приврзана, додека од кога се породи веќе со второто и со третото керкичка, второто синче, третата ми беше керкичка, значи некако поопуштена, веќе знам што како се држи бебенце, како се пресоблака, како се нахранува, како да играш со него, да му дадеш да јаде, да го избањаш бањањето додека е мало бебе, бањањето после, да се грижиш за него, секогаш да биде спастрено, дотерано, прошетано, нахрането, да си игра, да си биде задоволно, едноставно детството негово да биде како што треба. Заречи си 3 години, бидејќи кај нас во фамилија, сестра ми има 2 машки, сакавме девојче. И си рековме... Кога дојде второ детенце Дамјан, кога, значи, останав бремена со него, исто ми беше чудно дека после 3 години се разлика, дека после 3 години ќе станам пак мајка. И кога дознав дека е машко повторно, исто ми беше, мислам, бев срекна дека сум бремена повторно, дека Љубе ќе има братче, дека нема да биде сам, дека ќе има со кого да си игра. Така, дека едноставно е подруго. Кога има покрај него братче, сестричка, да си игра, да не биде сам. Како бебенце беше малку поплачлив, по-лош, си спиел навечер, поплачлив, така, пргав, како да кажам. А како растеше, мирен, така, си игра, ќе си изгледа цртани, ќе си игра со играчки. А бебенце беше малце поплачлив во текот на ноќта, додека другите повеќе спиеле. Дали како прво бебенце, може би јас сум имала, не сум знаела како со него, секогаш била тука свекрва ми со мене, ми помагала. Додека плаче во ноќта да го земе, да го смири. Време е за бебе. Значи, за Јована, за третата бременост, ми беше некако случајно, неочекувано. Мислам, не дека не сум сакала да имам трето детенце, или се случи така. Не, случајно, не знам, не знаев дека сум бремена. И кога дознав дека сум пак, истото си е чувството, колку дечиња да имаш, значи за мајка е секогаш убаво. После од кога дознавме, после некој месец во бременоста, нели, се дознава што е, каков е полот, уште кога слушнавме дека е керкичка, како што имавме 2 машки, многу бевме срекни, јас и сопругот, сите блиски, целото семејство беше, како да кажам. Затоа што со машки дечиња веќе знаеа како е, не знаат како ќе дојде женско бебенце на свет. Да, после второто бебе пак остана бремена со трето после 3 години, значи. И се надевавме сите дека е девојче. Е тога се роди Јована, третото дете. Како што самата помисла дека знам дека е керкичка, за мене беше уште поголемо задоволство, не дека за другите 2 не било. Мајка како мајка за секој детенце е се исто. И за сопругот беше исто радосно кога слушна дека керкичка ќе има трета па керка.
Многу беше он тој среќен. Свекрва ми, мајка ми, сите. Золва ми, тетка ми, сите беа, цела фамилија, цело семејство беше среќно, како да кажам. Ке си подразмислуваме, си разговаравме како ќе купиме фустанчиња, шнолички, стегачиња, кукли за неа. Исто како и за другите две имав многу убави моменти, убави емоции. Истото го доживав како со другите две деца. Меѓутоа она малце посебна, бидејќи девојче немаме во фамилија. Ниедно детенце во како растат и кога биле мали и како растат, мада се 3 годинки, другиве се на 3 години се разлика. Со ниедно не сум почувствувала дека некој е љубоморно, да го кара да постапува лошо према брачето, према сестричката. Значи сите си се едно со друго си играат, си се чуваат, си се дружат, како да кажам. Ниедно, јас ги советувам, јас си ги учам така, дека си се браче со сестричка, дека треба да се сложни, да си играат, да не се караат, да не се тепаат, да си даваат играчки, да си мислат еден на друг. Кога ќе одам со Љубе и со Дамјан во продавница да пазарам, да купувам, мамо купи за Јована, Јована помала, не сум ја носела со мене. Па дојде ден и Љубе да ја држи во раце, да ја шета низ куќа, а Дамјан, како помал, он само иде по нив. Време е за бебе. Ова четврта бременост беше сосема случајна, непланирана, значи после Јована набрзо, многу брзо, значи како да кажам, едно по друго ми се случи таа бременост. Значи набрзо Марија остана бремена и со четврто. Значи јас сакам деца и не ни размислував, значи, да се прекине бременоста, бидејќи мислам дека тоа е благослов од Господ дадено нешто, затоа што е, мислам, грев да се уништи нечи живот. Не сум преразмислувала да прекинам бременоста ни со четвртото детенце. Значи, од кога дознав дека сум бремена со четврто, малце ми беше чудно како, се подразмислував што како да направам, ама во ниеден момент не помислив да не се породам, да немам уште едно бебенце, значи да на некои други работи. Пошто беа етен блиску, малце постоеше некој ризик во бременоста, меѓутоа се помина во најдобар ред. Затоа што не можам нешто такво да направам. Бебе за мене е богатство. Најголемо богатство се децата. Кога дознам дека сум со четврто бремена, не размислував, си мислев исто како што си мислев за другите дечиња, дека ќе се породам, си го носам детето и си го донесам на свет. И тоа како исто како и другите. Предпоставувам дека нема да биде љубоморна, пошто до сега ниедно од децата на никого не биле љубоморни. Кога се роди Јована, Љубе и Дамјан само трчаа околу нејзи и ја бацуваа. Значи, не беа воопшто љубоморни како други деца што има. Па малку е тешко, затоа што сите ми се мали, сите дечиња се мали. Разликата е неколку години, не да се многу поголеми па да не осеќам тежина или некогаш сум заморна, ама имам доста помош од свекрвата, доста ми помага. Со дечињата знае да ги успие, да ги нахрани, да ги избања, да ги прошета. Во секој момент е до мене. Со мајка ми исто така. Знае да ги земе неколку дена кај неа да ги почува. Золва ми исто во Волково ги зима, си играат од Золва ми. Имаат братучет, јуш еден братучет. Сакаат да си играат со нив. И ми помогнат од помош. Мисле кога доволно ми е да дојдат тука да играат, да идат кај нив на гости на неколку дена. Ќе видиме сега дали и ова дете ќе биде женско или машко. Докторите кажуваат дека е женско. Ќе видиме дали се во право или не се во право. Мислам, многу е важно кога имаш подршка и разбирање со луѓето со кои што живееш. Кога имаш помош, не осеќам замор, не осеќам ништо. Спремна сум цел ден со нив да бидам. Значи, мајка треба да биде смирена, да знае секогаш со децата во секое време како. Сега некогаш може и мене ми е
така некогаш ќе постапам јас, ќе викнам, ќе ги не сум расположена, ќе ги искарам. Ама одма знаат да ме сватат, знаат кога ќе бидам со малку подруг, по-стар тон, дека може сакам да ги искарам, да бидат мирни. И си се, фала Богу, сите дечиња си се како што треба, воспитани, знаат што сакаат, што треба, што не треба, кога не треба. Гледаат дека сум нон-стоп со нив, дека се мала разлика, дека не секогаш можам, али гледам секогаш да им удоволам. Како што сакаат тие така. Исто ќе ме направат многу гор татко на 4 деца. Никад во животот не сум размислувал и не сум мислел дека ќе имам 4 деца. Значи, меѓутоа, сите ми се исти, како за најголемото, така ќе биде и за најмалото, со силни емоции и љубов кон децата. Време е за бебе. Јас бев дома кога почна болките. Ја однесов во гинекологија, исто во државна болница. И таму докторите рекоа дека мора да лежи на патолошка бременност, додека не дојдат болките и да биде под надзор, бидејќи постоеше одреден ризик и како за мајката, така и за детето. Породувањето со другите 3 дечиња, со 4-та бременност ми беше малку потешко, бидејќи имав некои здравствени проблеми во текот на бременоста при крај. И добро поминав, меѓутоа како што ги споменав, здравствените проблеми ми се појавија при крајот на бременоста, за разлика од другите дечиња, со 4-та бременост останав 2-3 дена повеќе во болница. Фала му на Господ, све помина во најдобар ред. Значи, се породи после 2 дена во болница и ни се роди 4-тото девојче, Магдалена. Си мислев за дома, за дечињата, за нив дека ме мислат, а јас тоа е тоа, останав малку повеќе во болница од што требаше да останам. Се си поминам, мислам, со малку потешкоти, али знам како е, знам све, како да си реагирам, како да си помогнам, докторите околу мене све, се дојде Магдалена. Магдалена е малата крстена, керкичка уште една. Се породи Марија, детето беше добро, Марија беше добро, што тоа ми беше во моментот најважно. На свет, мислам, бебе како бебен, бевме во болница исто после пораѓаја 2 дена, си отидовме дома, едва и чекаа да дојдам дома, и дечињата и сопругот на телефон, едва и чекам да си дојдете дома. Си дојдовме дома, ме пречека, дојда со сопругот во болница, одма ја видеа Магдалена, си почна да си коментира дека личи на Јована, иста е како Јована, како плаче бебе мало. Ме зема и си отидовме дома. Дома беше свекрва ми не чекаше, исто срекна како за сите дечиња, така и за Магдалена, дојда зоува ми сите, тетка ми. Исто како со другите. Да, си го фати ритмот, значи си спие ноќе. Другите се вртат сите околу незе, и Јована, и Дамјан, и Љубе. Јована малце ја закача, пошто е мала, не разбира се уште, а Дамјан и Љубе не. Они знаат како со неа. Си спие, плаче, другиве околу неа, Љубе, Дамјан. Јована е ипак мала, не разбира, ама пак ја гледа и е интересна. Сака да го земе цуцето, ја гледа кога плаче, сака да ја гали по косичката. Јована сега е во фаза на проводување, малце е потешка за чување, меѓутоа како со 3, така и со 4 деца, значи одговорноста е иста за секое дете. Ја дојам и Магдалена исто, си спие навечер, мирна е. Мора малку сега да заплаче бебе, ако не така, ќе си поплаче малку, ама се смирува брзо, си спие и преку ден и навечер. Супер. Врските малце се зголемија, да речеме, зависи едно настинало, друго настинало, на лекар, вакцина, тие работи, а иначе во принцип све ми изгледа исто. Како со 3, така и со Магдалена. Сега ќе видиме кога ќе подпораснат, може ќе се зголемат малце обврските. Меѓутоа, деца си се деца, значи си сакаат внимание, љубов. Време е за бебе.
прегледаме едно бебенце, чија мајка беше многу храбра и го роди како четврто дете во фамилија. И тоа е секоја почит. И на тато, ама особено на мама. И честитам, и стално мама весела, оптимистична, полна со енергија, одлично. Магдалена, одлична Магдалена. Капки за коски даваме, така? Да. По колку даваме сега? По една капка вигантол, затоа што доаѓа сонцето и е убаво на сонцето да почнеме се сончаме, затоа што преку сончевите зраци ќе добиеме витамин D во телото. Ево, Љубе е тука за помош и Дамјан е тука за помош. Може, Дамјан? Едниот со Јована, едниот со Магдалена. Супер. Ево. Ево, сестра Јованка, уиграна е во облекување, таман за свое искуство да собере, за внуци да гледа, нели? Така, браво. Време е за бебе. Не се во прв план, значи парите, така да имаме доста помош и од мајка ми, која ги чува заедно со Марија, со сопругата, деца по цел ден, додека јас сум на работа. Исто така имаме помош и од сестра ми, некој пат ќе ги земе децата викенд кај нејзе, поготово Јована моментално највише им е интересна. Секој дете си е интересно на свој начин, без разлика дали е 7 години, 3 годинка, бебе, секој има нешто интересно што го прави во текот на денот, да те насмее. Магдалена и покрито што 2 месеца почнува да разликува која држи, што и се збори, гуга, те се насмее така. Магдалена, Јована веќе разбира, можам да кажам, све, кога ќе каже што треба, што не треба. Љубе и Дамјан се поголеми, они се поразлични од нив, ама секој дете си го бара своето. Да, видете, ме мотивира тоа повеќе да работам. Меѓутоа, јас викам, колку и да работиш, значи парите увек ќе фалат во животот. И викам, дај Боже пари да фалат во животот, него здравје да фали. Значи, пред све ми е здравјето на децата, него останатото. Значи, материјалната страна си е материјална страна. А здравјето и другите благодети што ги носи животот ми се во прв план. Исто се сите. Сите дечиња се за мене и за сопругот, за сите исто. Не е ни едно, да речем, ова така, ова вака. Да сме повеќе, давам јас баш се, да во наша земја умни деца одат, што на мајка личат и на татко свој, макар секој трето штрко да го носи. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно ново утро. Време е за бебе, време е за бебе. Помисли на нас, помисли на утре, што помислиш на мене, помисли на себе, чукна и тој час за едно